Сончевиот викенд, новите животни и новите живеалишта беа причина Скопската зоолошка градина викендов да биде полна со посетители. Но причина плюс беше и тоа што зоолошката градина во Скопје доби нов жител, односно се роди мајмунче од видот белора гибон. Белоракиот гибон е ендемски вид, а бебињата се раѓаат без или со многу малку крзно. Бебето гибон во првите месеци потсетува на вонземјанче, а во прегратките на мајката може да седи и до 9-месечна возраст, изјави Тина Мицковска, портпаролката на зоолошката во Скопје. Тина во разговор за Прва Скопска ги открива и плановите за зоолошката градина во наредниот период. Се наоѓаме во Скопската зоолошка градина и поводот за нашата посета овде е новиот жител на зоолошката градина, а за тоа подетелно ќе ни објасни нашата соговорничка Тина Мицковска, портпарол на зоолошката. Тина, ќе ни кажете нешто поточно за новиот жител на Скопската зоолошка градина, нешто повеќе за од кој вид е мајмунчето, нели, за што поконкретно станува збор? Еве јас како портпарол на животните, нивниот глас во јавноста, ќе кажам дека имаме мало бебенце од видот белорак гибон. Тоа се човеколики мајмуни кои што живеат во Индонезија, во Суматра, особено таму по полуостровите и островите. Ендемски вид се, значи живеат само во тој предел, ги имаме тука во Скопската зоолошка градина. Интересно е што нивната сила како на Ахил, кој што му беше во питата, нивната сила е во рацете, се доста интересни, значи можеме чисто ги забележиме како се бесат по дрва, но се и големи акробати, одат по јаже, овде тоа може да го видат посетителите летно време на езерцето каде што е нивниот дом. Бебето има околу 4 месеци, моментално си со мајката, во незината приградка остануваат и до 8-9 месеци. Значи цело време се приврзани за мајката додека не порасне, додека не станат самостални, затоа и денеска не можеме да го снимаме, не можеме да го видиме, но се надевам дека наскоро ќе излезат надвор, ќе се стопли уште малку времето и посетителите ќе имаат можност да го видат. Викендот имавме доста високи температури, имаше ли голема посетеност Скопската зоолошка градина? Да, за среќа доживеавме вистинска пролет, сите луѓе беа позитивно расположени, па така и овде имаше огромна врволица на луѓе, значи околу целата недела, соедно со викендот имавме околу 30.000 луѓе, што е навистина одлична бројка, но сепак ќе кажам дека зоокултурата треба малку да се поправи. Има луѓе се уште што ги хранат животните? Да, за жал и покрај сите опоменувања и покрај сите кажувања дека ќе воведеме казни, се уште има луѓе кои што не знам зошто го прават. Тоа навистина не можам да сватам бидејќи е доста штетно за животните, значи се случуваат дигестивни проблеми и мислам дека редно веќе да се стави крај на тоа. Имавте една кампања Креирај и донирај, ми се чини така се викаше, нешто повеќе околу тоа ја најавивте, се спроведува, што се случи? Па да, дојдов до идеја да направиме една кампања за разубавување на зоолошката, односно секој кој што сака да помогне да се вклучи во кампањата, да може да креира или да донира за зоолошката градина. Еве досега неколку продавници за овошје и зеленчук ни донираа храна за животните, потоа доста продавници што се за бои ни донираа бои. Имаме луѓе кои што се пријавија, графиджи, уметници, луѓе што цртаат мурали. Значи навистина ќе направиме зоолошката да биде едно прекрасно каче, целата шарена. И ви повикувам повторно доколку некој гледа, не прочитал до сега за кампањата, сака да се приклучи, слободно може да го направи тоа, да се јави во зоолошка, да ни пише на Facebook и да се вклучи во кампањата да помогне. Нешто еве за крај, идни планови, некои новитети дали планирате да воведете? Секако да, од пролет не чекам многу работа, затоа сега работиме кампањата додека сме послободни. Инаку доаѓаат фламинга за прв пат во Скопската зоолошка, за прв пат во Македонија. Веќе се подготвува нивното живеалиште, најавени се зебри, нови антилопи, се враќа коко заедно со уште тројца пријатели, тука позади нас е и живеалиштето. Потоа имаме динопаркот е при крај припремата, значи тоа ќе биде нешто ново интересно. Мислам дека на Балканот воопшто нема толков динопарк, обично секаде има по 10 диносауруси, кај нас ќе има 41 вкупно во природна големина, што мислам дека ќе биде најголема атракција оваа пролет. Тина, јас ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ова не е прво бебе во зоолошката градина, бидејќи и претходно имаше едно мајмунче, потоа едно јаре, а веројатно ќе има и многу други принови. Зоолошката градина во Скопје е основана во 1926 година. Располага со 495 животни од 96 вида, и тоа цицачи, птици и влечуги. Зоолошката е отворена секој работен ден од 9 до 18 часот.